Во екот на пролетната сезона, пчеларите се соочуваат со проблеми поради доцнењето на исплатата на субвенциите, кои се значаен дел од нивните приходи. Тие велат дека многумина влегле во пчеларството очекувајќи поголема заработка, но состојбата на пазарот не ги оправдала тие очекувања. Како што посочи пчелар Коста Сотировски од Битола, тегла мед чини 500 денари, додека цената на прополисот е нешто по... Со самите субвенции, луѓето се излажаа, да речем, се мислат дека ќе има некоја заработувачка. Али не е таа заработувачка што беше некогаш. Вредноста на медот, пчелните производи и другите, да речем, не е тоа. Едно тега моментално 500 денари мед да на мало да се продава во тегла. Него има и поевтина цена, зависи од квалитетот, не знам што да речам. Тој вели е трпелив и имаат разбирање за доцнењето на субвенциите. Според него, тој верува дека причините за одложувањето се оправдани и објективни. Прополисот има повисока цена, имаше последните години него што беше обично. Исто зависи и тој од квалитетот. Имаш прополис кој го преценува, луѓе кои го купува на големо, на големо. Тој не се собира во голема количина. Некаде до 3000-4000 имаше цена килограм прополис, али да биде квалитетен прополис, не да биде. Во иста година некој се откупуваше за 2000-2500 денари. Дали мислите дека ќе има кој да ве замени после ова? Не. Причините може би се оправдани, затоа што државата не верувам дека во касата ги има средствата, затоа што не може да се позајмува пари, кога сака и од кај сака. И после изгледа ги нема парите. Нема пари за да се исплати. Сепак, нагласува дека доцнењето на исплатите им создава неизвестност во работата и планирањето. Тој додава дека навремената поддршка е клучна за стабилноста и развојот на пчеларството.